Некаде од длабоката тишина и небиднина, како во длабоко спиење, без све за себе, се буди во некакво раѓање човечко суштество во некаков си крик и плач. Се буди без да е прашан зошто и дали сака да биде во постоење. Будењето од небиднината во постоење е неговиот бол, што ќе живее во свет непознат и без смисол. Се буди во свет полн со сензации, впечатоци и доживувања, што го забораваат за небитнината и го замајуваат во постоењето на желбите на кои им нема крај. Постоејќи во свет, човек се заведува по впечатоците и желбите, замајувајќи се по некаква и за него самиот нејасна среќа. Свет со многу задоволства и уживања, и мамат неговите сетила и ум, го застекуваат и омаѓосан со сета сила и енергија се препушта на мечтаење на желбите за среќа. Замаѓосан со мечтаење, човек живее во свој свет на разубавени желби на фантазија, за да во светот на парите ја доживее горчината и очајот на живењето. Светот на луѓето, изграден на пари и себичност, го прават човека да биде очајник, што се родил во свет неметуц и непознат. Желбите постануваат фатаморгана, што го води од беда во очај, од понизеност во ништожност. Светот постанува досадност со рекламите и медиумите, кои само го залажуваат со задоволствата и уживањето. Светот постанува туѓ, како што и бил, и човек се прашува кој сум и зошто сум овде. Одговори се барат, а прашања од ден на ден се поставуваат за смислата на своето постоење во светот. Во барањето по науките, философиите, уметностите, религиите и какви ли неучења, човек бара одговори за себе со надеж дека вистината кој сум јас ќе ја дознае. Соочувајќи се со мноштво одговори за вистината и смисл, самиот се фаќа во недоумица кој одговор е вистина. Не можејќи да откри и доживее вистина за себе, човек во светот на немаштина, а со многу потреби и без пари, се чувствува празен, отфрлен, странец без смисла и цел. Во очајот на своето постоење, неговото живење постанува терет, што како досада треба да се одживее и исчезне за секогаш како да не би. Светот со сензациите е само една илузија која изгледала стварност, а сега, кога веќе нема што да се бара во овој свет, на измами и заведување на сетилата и умот, човек и сваќа дека светот е илузија. Живењето во светов беше само сон, за кој се веруваше дека е јаве, а сега, од илузијата на постоење, се преминува во небиднина, која изгледа дека е стварност. Додека беше во светот на сензации, се му изгледаше стварност, а кога треба да влезе во небиднината, се му се чини како илузија, што за миг помина животот во овој свет непознат и постојано со копнеш по среќа недоживеана. Светот на сензации престанува и се тоне во темнината, длабоко и длабоко, како да си во длабоко спиење без свест, за себе во тишина. Може би длабоко во темнината на нашата свест
е нашето јас што го бараме да го спознаеме. Може би цел живот ја баравме среќата во светот, а не во себе и се излажавме. Може би во нашата свест се крие клучот за прашањето кој сум јас.